Добра вечер. Започнува дневникот на КТВ 24 јуни 2026. Советот на општина Кавадарци денеска заседаваше и ја одржа 11-тата седница. Се основа нов центар за лица со попреченост, донесени урбанистички планови и одобрени програми за културно лето и гроздобер. Советот на општина Кавадарци денеска ја одржа својата 11-та редовна седница на која се најде обемен дневен ред со клучни одлуки за социјалниот, урбанистичкиот и културниот развој на градот. Меѓу најзначајните точки на оваа седница беше усвојувањето на предлог одлуката за основање на нова јавна општинска установа за социјални услуги, Центар за дневен предстој на лица со попреченост Искра. Со оваа одлука, општината прави голем чекор напред во подобрувањето на згрижувањето и квалитетот на животот на оваа ранлива категорија граѓани, а советниците веднаш пристапија и кон именување на членовите во управниот одбор и органот на внатрешна контрола на оваа нова установа. Во делот на инфраструктурата и просторното планирање, Советот донесе неколку значајни одлуки кои го трасираат развојот на градот и околината. Беа усвоени измените и дополнувањата на програмите за уредување на градежно земјиште, изработка на урбанистички планови и поставување урбана опрема за оваа година. Дополнително зелено светло добија и деталните урбанистички планови за делот околу основното училиште Тоде Хаджитефов и локацијата Коњски дупки, како и урбанистичкиот план за селото Дабниште. Оваа седница помина и во знакот на подготовката за предстојната богата културна и спортска сезона. Советниците ги разгледаа и усвоија програмите доставени од Иноватива Груп Скопје кои се однесуваат на реализацијата на манифестацијата Културно лето, Го сакам Кавадарци и традиционалната манифестација Тиквешки гроздовер. За подршка на спортските активности се донесе одлука за распределба на наменски финансиски средства за спорт од општинскиот буџет. На кадровски и оперативен план Советот се фокусираше на функционирањето на јавните предпријатија. Се дискутираше за изборот на членови на надзорниот одбор за контрола на материјалното финансиско работење на ЈП Градски превоз Кавадарци, при што беше одобрено објавување на повторен јавен повик за заинтересирани кандидати. Воедно беа одобрени и цените за услугите на градскиот базен, како и негово давање под закуп на шанкови за тековната сезона во рамки на ЈП Мито Хадживасилев Јасмин. На самиот крај Советот одобри финансиски средства од буџетот на општината наменети за редовно одржување на апаратот за компјутеризирана томографија во јавната здравствена установа Општа болница Кавадарци, како и за меѓународна соработка и активности поврзани со збратимените и партнерски градови Бела Црква, Врњачка Бања и Лесковац од Република Србија. Седницата по исцрпувањето на сите предложени одлуки и донации беше заокружена со редовната точка за советнички прашања. Кавадарци се подготвува за спектакл, усвоена програмата за Тиквешки гроздобер 2026. Желјко Самарџиќ, Девито и Џејла Рамовиќ се главни звезди, настапки имаат и домашни македонски изведувачи. Советот на општина Кавадарци во рамки на својата 11-та седница денеска официјално ја донесе програмата за предстојната стопанско-туристичка и културна манифестација Тиквешки гроздобер 2026. Овогодинешното издание на фестивалот, кој веќе го носи приматот за најдобар македонски општински фестивал, ќе се одржи од 4 до 6 септември, ветувајќи тридневна приказна под отворено небо, исполнета со традиција, вино и богата забавна програма. Организацијата и реализацијата на културните содржини и годинава и се делегирани на компанијата Иноватива Груп до Скопје. Главната локација за забавниот дел ќе биде градскиот плоштад во Кавадарци, каде што се очекуваат масовни настапи на познати регионални и домашни музички имења. Во петок 4 септември вечерта е резервирана за помладата публика и модерните ритми. Програмата започнува со македонскиот состав Зибомб, пошто следува настапот на регионалната трап звезда Девито, а вечерта ќе ја заокружи диџеј Галовски. Сабота 5 септември, саботната вечер нуди одлична комбинација на поп и рок музика. Публиката ќе ја забавуваат македонските бендови Дупер и Нокаут, а главна звезда на вечерта е легендарниот Желјко Самарџиќ. Недела 6 септември е големото финале на фестивалот, ќе го одбележат настапите на младата и популарна Џејла Рамовиќ и познатиот пејач Пејџа Јовановиќ, пошто во 1 час од пополно ќе следува спектакуларен огномет.
Покрај вечерните концерти, Тиквешки Гроздобер 2026 нуди разновидни дневни содржини со фокус на негување на лозаровинарските обичаи. Како централен настан на традицијата, карневалот ќе се одржи во сабота 5 септември. Во недела е планирано традиционалното детско карневалско дефиле. Градскиот плоштад ќе биде уреден со брендирани монтажни елементи и шатори наменети за промоција и дегустација на познатите тиквешки вина, ракија, маџун и традиционална храна. Исто така, во духот на народното творештво ќе биде уредено и полициското паркче. Програмата го вклучува кошаркарскиот турнир Сестри Китеви во спортскиот центар Јасмин, моторели низ градските улици, изложба на олдтајмери на улицата Илинденска и традиционална таблијада. Во паркот на Револуцијата во текот на 3 дена ќе се емитува староградска музика со подготовка на скара. Фестивалот има за цел повторно да привлече гости од цела држава и регионот и да го потврди статусот на Кавадарци како винска престолнина. Напредува и изградбата на затворениот базен во Кавадарци. Тој е со димензии 25 на 9 метри и длабочина од 1,20 метри и пред се е наменет за учениците од основните и средните општински училишта. Истовремено ќе биде достапен и за рекреативно користење од страна на сите граѓани. Увид во градежните работи извршија градоначалникот Митко Јанчев, председателот на Советот доктор Стојан Чорамов со представници на општинската администрација. Затворен школски пливачки базен, кој што подолго време беше ветуван за општина Кавадарци и привилегија на општина Кавадарци меѓу 5 општини во Македонија која што доби проект, односно доби инвестиција за затворен пливачки базен. Овој базен со целокупна инвестиција околу 70 милиона донари од Министерство за спорт и млади. Очекувањето на комплетно пуштење во функција на затворениот базен е во принцип негде во месец октомври да биде пуштен за работа и со тоа ќе добиеме и градски затворен базен, поготово за нашите најмлади, основци, средношколци и за сите останати во термини за рекреација. Овој базен е направен по сите стандарди кои што ги имаат пливачките базенти. Стандарди со соодветно корито за водата, филтрација, технички и машински дел, грејење на самата вода, соблекувални и сами знаете дека во самиот базен со топла врска ќе го имаме и спа центарот, така да Кавадарци се издигнува на едно повисоко ниво од другите општини, од другите градови кај што веќе добива и градски затворен базен, кој што можат луѓето да го користат преку повеќе од 7 месеци, рачунајќи од месец октомври до месец март. Воедно знаете дека имаме и отворен базен и мислам дека спортот, поготово пливачките вештини, можеме да ги развиваме во 12 месеци през годината. Можеме да развиваме и спортски клубови во делот на пливачките спортски активности, меѓутоа и еден од најдобрите спортови за здравјето и духот на нашите најмлади. Затворениот базен, заедно со отворениот базен, овозможуваат да бидат освен за рекреација на нашите најмили на нас како кавадарчани, овозможува да учениците од основното и средното училиште делот по физичко образование го обуваа токму овде. Токму во тој правец е замислена и функционалноста на овој базен. Инаку затворениот базен заедно со градоначалник при денешниот увид ги посетивме двете простории кои се планирани да бидат како машинска соба, потоа соба за соблекувални и се надевам дека со брзината на динамиката ќе овозможиме оваа година да биде во функција, за да можат самите ученици кои се во нашите основни општински училишта да го користат по предметот физичко воспитување. Инаку се надевам дека овој затворен базен, бидејќи во нашата држава во моментот преку Министерство за спорт се 5 кои се во тек на изработка, ќе биде готов и текако ќе овозможи проширување на самото здраво тело, здрав дух девиза со која се залагаме како општина, така да се надевам дека во наредниот период ќе сме сведоци на конечно пуштање на овој затворен базен, иако да бидем искрен, динамиката малце беше поспора во однос на тоа што беше договорено на почетен план, меѓутоа, ајде, што е, тука е и заедно во текот на оваа година го конечно овој затворен базен биде ставен во функција на нашите кавадарчани и конечно
тоа што сум посебно задоволен и посебно горда, нашите ученици го посетуваат и заедно сите рекреативно го користиме и заедно со отворениот базен конечно пливањето го издигнеме како едно спортска вештина за нашите жители на општина Кавадарци. Државната комисија за спречување корупција да го истражи скандалот со Јанушев и поврзаноста со бугарска фирма, побара на денешната пресконференција од опозиционата СДСМ. Денеска сме пред Државната комисија за спречување корупција, затоа што јавноста дозна за уште еден сериозен скандал кој директно го засега највисокиот врв на владата на Мицкоски. Според документи објавени во медиуми, генералниот секретар на владата Игор Јанушев е поврзан со компанија регистрирана во Бугарија. Бугарски капитал, фирма или ваква поврзаност не е наведена во неговите анкетни листови кои што се доставени до Државната комисија за спречување корупција. ДКСК не смее да биде нем наблюдувач на скандалите на власта. Државната комисија за спречување корупција мора веднаш да отвори предмет, да ги провери сите факти, да ги побара сите документи и без одлагање да ја информира јавноста. Дали Игор Јанушев пријавил се што бил должен да се пријави согласно закон или криел? Законот, почитувани, предвидува и законска казна доколку се докаже дека криел удел во фирма и за тоа ќе мора да одговара. Бидејќи Јанушев го нема веќе втор ден, институциите се должни да ги дадат одговорите. Јавноста тоа го заслужува. Овој скандал го открива целото лицемерие на Мицкоски и ВМРО, целиот нивни лажен наратив. Тераат бизнис интереси во Бугарија, не чекаат како граѓаните со часови на граница, а во исто време ја блокираат европската интеграција на Македонија и ги блокираат парите од Европската унија преку фондовите. Дали сега Јанушев, како генерален секретар на владата, ќе поднесе оставка додека трае истрагата за неговата компанија во Бугарија? Специјалниот бугарски пратеник Филипче наместо молк да го осуди преседанот во дипломатијата, откако преку неговите партнери од Бугарија излезе дипломатска нота со која се наруши безбедноста на председателот Мицкоски, порака од Бране Петрушевски од владеачката ВМРО-ДПМН. Специјалниот бугарски пратеник Филипче наместо молк да го осуди преседанот во дипломатијата, откако преку неговите партнери од Бугарија излезе дипломатска нота со која се наруши безбедноста на председателот Мицкоски. Политичките партнери на Филипче, бугарските власти предводени од Румен Радев, кои ни го негираат македонскиот идентитет, јазик, култура и историја, направија дипломатски преседан со објавување на дипломатска нота со која што директно се нарушува безбедноста на семејството на председателот Мицкоски. Документот, за кој што се уште нема извинување од официјална Софија, објавен е на социјалната мрежа Facebook, во кој што јасно се гледаат детали околу информациите за службените возила, имињата на патниците, местото во кое е сместено семејството на председателот Мицкоски, како и радиофреквенцијата на која комуницирале обезбедувањето. Овие сигнали, кои што ги испраќа Бугарија, даваат јасен знак дека патот за Македонија во ЕУ нема да биде лесен, туку ќе биде испреплетен и полн со предизвици и притисоци. И наместо осуда од специјалниот бугарски пратеник во Македонија Венко Филипче, тој молчи и продолжува да соработува со оние кои што не признаваат, а тоа се властите во Бугарија предводени од Румен Радев. Македонија нема да се предаде и откаже. Ваквите притисоци и уцени од соседна Бугарија ни даваат само поголем мотив за чесен, достоинствен и исправен начин да се трудиме да бидеме дел од европското семејство. Времето утре ќе биде сончево и топло со мала до умерена облачност. Во попладневните часови ќе има изолирана појава на нестабилност проследена со дожд, грмежи и засилен ветер, локално поинтензивни процеси во форма на невреме со пороен дожд, засилен ветер и појава на град. Ќе дува слаб до умерен ветер од променлив правец, а температурата ќе достигне 38 степени. Температурите растат, тука го завршуваме дневникот, ви посакуваме пријатна вечер.